Во кривичниот суд стартуваше и судскиот процес против тројца полициски службеници поврзани со работењето на Кочанската дискотека. Судењето го следи колегата Зоран Јаневски, го вклучувам исто така во живо во овие вести. Зоран, дали обвинетите се изјаснија, дали се чувствуваат виновни? Сите тројца обвинети за полициски службеници кои седнаа денес кон обвинителната клупа во Скопскиот кривичен суд се обвинети за работењето на дискотеката Пулс, кажаа дека не се чувствуваат виновни. Сите тројца полициски службеници јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во кое работи полициското одделение за дела сторени од страна на полициски службеници ги гони за злоупотреба на службената положба. Тројцата полицајци се обвинети дека во текот на 2023 и 2024 година спровеле акцијски контроли во дискотеката Пулс за откривање прекршоци според законот за јавен ред и мир. Тие пронашле малолетници во дискотеката, меѓутоа при запишување на констатираните прекршоци, наместо името на дискотеката, односно името на фирмата под кое тогаш работела дискотеката Пулс, тие го впишале старото име на дискотеката, па така овозможиле на собственикот да се стекне со имотна корист. Двајцата полициски службеници во своите записници навеле неточни податоци за фирмата, додека третиот обвинет полицаец ваквите прекршочни пријави ги испратил до Основниот суд во Кочани. На обвинителна клупа седат тројца полицајци, односно Кире Богатинов, Горан Лазаров и Александар Темелков. Имаме изјава од јавното обвинителство, да ја слушнеме. Проблемот е дека кога се врши акцијска контрола и кога ќе констатирате прекршок од било кој член предвиден во Законот за прекршоци против јавниот ред и ред и мир, има начин, односно правила по кои што се составува записникот. Тие правила им се точно наведени во анекс планот за акцијска контрола. Затоа обвинителството го предлага токму тој анекс план како доказ во оваа постапка. Во тој анекс план точно пишува што треба да земат полициските службеници од одговорното лице во правното лице каде што е констатиран прекршокот и врз основа на оригинално правилната документација да ги наведат сите податоци во записниците за констатирани прекршоци. Во конкретниот случај, такво нешто, односно таква материјална документација не е побарано, туку како им било кажано, така си запишале, при што се запишани и правно лице кое што во моментот било неактивно и одговорно лице кое не било активно на клубот Пулс, односно тоа што е подружница на правното лице кое што стои во позадина. Инаку за кривичните дела кои што им се ставаат на товара на тројцата полициски службеници, предвидена е затворска казна до 3 години затвор. Инаку наскоро овде во Скопскиот кривичен суд треба да започнат уште 2 судски процеси кои се однесуваат на полициски службеници, а кои биле поврзани со работењето на Кочанската дискотека Пулс, во која што минатата година избувна пожара, загинаа 63 млади лица. На обвинителна клупа треба да седнат вкупно 20 полициски службеници во 2 одделни судски процеси. Во едниот тие ќе одговараат за неспроведување на планот за проверка дали дискотеката може да добие лиценца, односно дали поседувала доволно паркинг места. Додека во другиот судски процес на 13 полициски службеници натовари им се става кривичното дело тешки дела против општата сигурност, а се однесува на тоа дека кобната ноќ, односно на 16 марта, сите тие заедно биле во полициска контрола на дискотеката Пулс и иако биле обврзани да спречат активирање на пиротехниката, тие тоа не го сториле. Овие судски процеси се очекува да започнат овој месец. Деспина? Зоран Јаневски, јас ти благодарам за овие информации во вестите си, како детален извештај пренесувам и во вестите во 16 часот. Одиме понатаму.